Победата на Петер Маѓар во Унгарија значи победа над руските и кинеските интереси во регионот, кој припаѓа на Европа, вели опозиционерот Филипче. Тој во смената на власта во Будимпешта гледа шанса да победа ревизија на договорите и инвестициите што ги има склучено владата на Мицкоски со досегашната унгарска влада. Коментира дека Орбан токму со помош на актуелната власт ја користел Македонија како приватна колонија за своите политички и финансиски интереси. Овој има историска победа на демократијата над автократијата, на Европа над руското и кинеското влијание и на владењето на правото над корупцијата. Орбановата компанија 4G доби лиценца за мобилен оператор во Македонија. Преку тајни договори и посредници, Орбановиот круг имаше влијание и во енергетскиот сектор и во железницата. На бизнисот во енергетика, последно преку фирмата Status Energy. 1 милиарда евра. Кинески пари, потврдено во соопштение во рапорт на Европскиот парламент. На владата на Мицкоски под така наречени пријателски услови, кои што ќе ги отплаќаат нашите внуци. Премиерот Мицкоски пак ја честиташе победата на Маѓар и изрази очекување за проевропска политика. Нагласи дека соработката со Орбан била блиска, но додаде дека нема ништо тајно во досегашните инвестиции унгарскиот кредит. Петер Маѓар ја доби поддршката од унгарските граѓани. Политиките кои што тој ќе ги води, очекувам да бидат проевропски, проинтегративни и очекувам безкомпромисна поддршка за интеграцијата на регионот, вклучително и нашата држава во рамките на Европската унија. Компанијата 4AG, која што патем речена е партнер со германската Rheinmetall и со SpaceX на Елон Маск, уплати веќе 9 милиони евра и се стекна со правото да биде трет мобилен оператор. Вистинското прашање е зошто во времето на СДСМ и ДУИ немаше трет мобилен оператор. Второ, кредитот е со Ексим банката, не со владата. Јас не очекувам апсолутно никакви промени, бидејќи договор е договор и договор треба да се почитува. Исто како што и ние почитуваме многу договори кои што се направени во минатото, кои што можеби не ни се допаѓаат, но тоа е што е. Филипче бара и екстрадиција за поранешниот премиер Груевски. Мицкоски пак вели дека неговата судбина е во рацете на унгарските власти, но доколку се врати во земјава, ќе се спроведе осудителната пресуда. Има ли барање за екстрадиција досега оваа влада на ВМРО знам поднесено за враќање на Никола Груевски? Доколку нема, зошто нема? И доколку нема, дали денеска во текот на денот после изјавата на новиот унгарски премиер ќе поднесат барање за екстрадиција на Никола Груевски? Екстрадиција е побарана уште во 2018-та, а е одбиена во 2019-та од страна на унгарските власти. Немам очекувања никакви, но доколку Никола Груевски се појави во Македонија, тој има правосилна пресуда и тој веднаш од кога ќе се појави во Македонија, нормално органите на редот ќе го обезбедат и ќе го упатат на ослужување на затворска казна која што е согласно правосилна одлука. Мицкоски го потсети Филипче и дека партијата на Маѓар припаѓа на Европските народни партии, каде членува и ВМРО ДПМН. Катерина Нешкова, Сител телевизија.